Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Значи, учителката на Благојче прашувала што научивте. Добро. За која тема зборуваме, почнувајќи од мејатата сабота и уште еден месец до Света вечера? Чашата на спасението. Борче Пфрт говори, иако не беше мејатата сабота. Во ред. Чашата на спасението. Каде се споменуваше? Кои беа главните стихови што ги? 116 псалм, значи денеска сте за петка. Добро. Меморијата се засилува. Да отвориме уште еднаш 116 псалм. За време на оваа серија предавања често ќе повторуваме некои работи. И кога многу ќе се повторат, веројатно ќе останат запишани за секогаш во нашите мисли. 116 псалм. Кој беа 12-13 стих. Значи, псалмистот го постави прашањето, многу интересно прашање. Што да му дадам на Господа за сите негови добрини што ми ги направи мене? Ќе ја земам чашата на спасението и името на Господ ќе го повикам. Само да се подсетиме, значи, мејата сабота поминавме низ многу стихови, каде што видовме каде се во Библијата се споменува чашата во фигуративен смисол. И многу повеќе се споменува во смисол на проклетство, во смисол на казна, во смисол на Божји судови, излевање на 7 зла, например. Ги прочитавме сите тие стихови, чашата на виното на јароста Божја, неразводнето, значи непомешано со милост и така натаму. Сега ќе зборуваме само за благословите. Иако на помалку места се споменува чашата во контекст на благослов, како во овие зборови. Да се подсетиме исто така, зошто псалмистот Давид вака одговорил на ова прашање. Односно, тоа ќе биде нашата денешна тема. Зошто вака одговорил на прашањето? Зошто оној кој што имал на располагање цела власт, што значи и државни пари, кој што од сите израелци он најмногу можел да направи некое големо дело, како благодарност до Господа, да принесе некоја голема жртва за Господа, тој не прави такво нешто и не вели такво нешто. Ќе направам ова, она, ќе принесам 1000 говеда на жртва. Не го кажува тоа, како одговор, како израз на благодарност за сето оно што Господ го направил за него. Туку вели, ќе ја земам чашата на спасението и името на Господа ќе го повикам. Што значат овие зборови? Го поставихме исто така и прашањето, зошто Давид спасението го става во чаша? Дали спасението е нешто што се пие? 1000 години подоцна Господ ќе рече, кој не го јаде моето тело и не ја пие мојата крв, нема живот вечен. Или оној што ме јаде мене, тој има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. За тие стихови ќе зборуваме подоцна наредниот месец, како што ќе се приближуваме до Светата вечера. Меѓутоа, што во времето на Давид би значило овој поим, чашата на спасението? Да, и во Старозаветната Пасха имаме чаша, имаме ритуални, две најмалку чаши, ритуални чаши вино за време на пасхалниот обред. Меѓутоа, не мисли Давид сега на некој обред или на некоја церемонија
туку сака да не упати на нешто што е суштински важно. И било суштински важно и во негово време, а особено во Новиот Завет. Кога веќе чашата на спасението добива вистински, материјален смисол и содржина во светата причест. Зошто наместо да направи некое големо дело за Господа, Давид, како израз на благодарност за сето она што Господ го направил, за сите негови добрини, кажува дека он ќе земе нешто. Ќе ја земам чашата на спасението. Значи, испаѓа како она што на Бога му е најважно, она што тој најмногу сака да го види кај своите деца, не е што тие ќе направат за него. Не е некој големо дело што тие ќе направат, некоја голема жртва што ќе принесат. Навистина. И пророците прашуваат што ќе му се на Господа. 1000 овни, јариња, говеда. Господ не е месар, ниту месојадец. Некој што има потреба од нашите жртви. Господ не е банкар и нема потреба ни од нашите пари. Особено овие измислени, кои што немаат вистинска вредност, току измислена вредност. Господ има ли нешто што можеме да му дадеме, а што не е дошло од него? И што тој би имал потреба од нас? Нема, не постои. Затоа на Господа му е најмило не ние да направиме некоја голема жртва, да принесеме некој голем принос, да направиме некој големо дело. Сето тоа е во ред, сето тоа има значење, но не е тоа она што тој најмногу го сака. Не е тоа она што тој најмногу се радува. Најмногу се радува тогаш кога луѓето го прифаќаат оној дар што тој по цена на бесконечна жртва им го принесол на целото човештво. Чашата на спасението. Господ најмногу се радува тогаш кога луѓето го примаат неговиот дар. Не се радува најмногу тогаш кога ние му даваме некој дар од наша страна. Тоа исто така е вредно и може да биде причина за радост, но тоа не е најголемата радост. Најголемата радост што му е причинува на Господовото срце е ние да го прифатиме неговиот дар. Ние да ја прифатиме неговата чаша. Ние да го прифатиме неговото спасение. Да се подсетиме на зборовите на пророкот Самуил, последниот судија, упатени до кралот Саул, кој што многу не ги разбирал духовните нешта, како што треба. За жал, и заради тоа и трагично го загубил дури и вечниот живот. Ке отвориме прва книга Самуилова, 15 глава, се сеќавате. Саул како поправен испит за предходната грешка што ја направи со филистејците, Господ му заповеда да го истреби Амалик, амаличаните од целата палестинска земја, од целата ветена земја. Или како што христијаните нарекувале најчесто од светата земја. Дали Саул ја исполнил Господовата наредба? Меѓутоа тој самиот тврдел дека ја исполнил, нели? Кога му дошол Самуил, како прво одговара Саул
Еве, например, 20 стих. 19-тиот, во 19-тиот Самуил го прекорува и му вели: зошто тогаш ти не го послуша гласот Господов и се втурна во грабеж и направи зло пред очите на Господа? И во 20-тиот Саул му одговори на Самуил: јас го послушав гласот Господов, вели. Интересно. Саул тврди дека го послушал гласот Господов. И отидов на пат, каде што ме испрати Господ. И го доведов амаликискиот цар Агаг. И амаликиците ги истребив. Што било грешката? Него истребил и сиот добиток на амаличаните. Така гласила заповедта. Ништо да не земе, ништо да не поштеди. И сега тој бил свесен дека не ја исполнил Господовата заповед, ама се правдал дека ја исполнил. Ама ја исполнив? Пророкот вели не ја исполни, тој вели ја исполнив. А пленот, а овците, а говедата, воловите. И сега што кажува Саул? Еве обид да се подкупи Господ. А Господ не се подкупува. Не заради неговиот карактер, току затоа што ништо наше него не му треба. Од ништо наше тој не зависи и нема потреба. И ништо што е наше не е нешто што не дошло од него. А пленот, овците и воловите, народот, сега е фрла вината на народот, кој ја ги народот само одлучил без неговата власт и без неговата заповед. А народот го зеде најдоброто од ограбеното, значи од пленот, за да му принесе жртва на Господ, твојот Бог, во Гилгал. Еве го обидот да се подкупи Господ. Или барем да изгледа праведно неговото дело на непослушност. Каква е таа жртва, ако не е ваша? Може ли на Господа да му дадете принос со туги пари? Например, да донесете еве $1,000,000 во црква денес, ама тоа не се ваши пари. Дали е тоа ваш дар? Дали е тоа ваша жртва? Дали е тоа ваш принос? Со туги пари може да направиме многу работи. Може авиони да купуваме, облакодери да изградиме. Со туги пари све може да направиме. Така му коментирав на еден на пријател од Трајче Баджане, кога идевме заедно со него на матка пред 10 дена, и еден негов пријател, исто така позади во колата, и коментари: овој само гради, Стефче шо направил, градначалникот, премиерот. Ја им велам, со туги пари лесно да градиш. Со кои пари градеа? Никаква пофалба не заслужуваат. Ако нешто добро прават, а за жал многу малку добро прават, оние што се на државни функции биле должни тоа да го прават. Како што самиот Господ вели за нас. Кога ние правиме нешто добро, тоа не е причина да се фалиме, бидејќи ние сме должни тоа да го правиме. И Саул сакал да се оправда пред Господа на тој начин што пленот што него истребил, вели дека го употребил, односно народот, најдобрите овци, најдобрите волови, за да му се принесе жртва на Господа. Сега што одговара Самуил? Ова е интересното. Самуил одговори: зар се палениците и приносите повеќе му се пријатни на Господа, отколку послушноста на гласот Господа?
Послушноста е подобра од жртвата и покорувањето или покорноста подобро отколку овнешкото месо. Што Господ сака повеќе? Најмногу од нас. На што Господ најмногу се радува од наша страна? На послушност. Послушност, вера, покорност кон неговиот глас. И сега обратното, 23 стих, зашто непокорноста, ево, уште еднаш добро да го запаметиме. Зашто непокорноста е исто таков грев, какво што е вражањето. Значи, замислите, секој пат, кога ќе бидеме во искушение да не го послушаме Господа, да направиме грев, да не се покориме, исто како да отидеме на сеанса, исто како, повторно да споменам вештерката Клинтон, која што деновиве прочитав дека на богот Молох, знаете кој е, принесува во Калифорнија, тамо кај што собираат на нивните сеанси, му принесе кокошка на жртва. На Молоха, се разбира, на сатаната, амонците и моавците принесува деца на жртва. Не е далеку денот, тие сите веќе убиваат бебиња, дали родени, дали неродени. Неродените ги убиваат во ординации, родените ги убиваат со бомби, со бомбардирање. Значи, тие му принесуваат жртви на Молоха на ист начин, како и во старо време. Меѓутоа сакаат да си ја перат совеста на пагански начин, значи, а така не се пере само со Христовата крв, само со чашата на спасението, која што тие ја одбиле. Но дали ние сме во опасност да ја одбиеме? Зашто непокорноста е иста како вражањето. И тврдоглавоста се вели тука, тврдоглавоста. Значи, видите, Саул покажал тврдоглавост. Пророкот му вели, не ја исполни Господовата заповед, он вели, ја исполнив, како не ја исполнив, ја исполнив. Дали сме и ние така тврдоглави понекојаш? Не бе во право сум? Не си во право? Во право сум. Така треба. Значи, не само непокорноста, туку и тврдоглавоста, вели, е иста како идолопоклонството. Исто како да му се кланяме ние на Молох. Ако не го слушаме Божиот глас, ако не се покоруваме на Господовата заповед, и ако згора на тоа покажуваме тврдоглавост. Нешто најмногу се радува Господ. Што мисли, дали е здодевно тоа да се повторува постојано? Господ најмногу се радува на верата и послушноста на неговите деца. Повеќе на тоа се радува, отколку на било какво дело, или било каков дар, или било каква жртва, што тие би можеле да му принесат. Затоа Давид вели, ќе ја земам чашата на спасението. И се разбира, тој кажува и други работи. Ние не отидовме да ги прочитаме останатите. Но ајде да се вратиме, например, во 116-тиот псалм. Што друго кажува Давид таму? Ке ја земам чашата на спасението и името на Господ ке го повикам. Дали тоа беше се што кажал? Не, продолжува и вели. Заветите ке му ги упатам на Господ пред целиот негов народ. Кажува и други работи. Така. Скапа е во очите на Господ смртта на неговите свети. О Господи, јас сум слуга Твој, јас сум слуга Твој, син на Твојата слугинка, Ти ги скрши моите окови. Повторно, значи му благодари за Господовите добрини. Тебе ќе ти принесам благодарствена жртва. Еве и жртвата. Така. Повторно, ќе ги исполнам заветите мои на Господа пред сиот негов народ.
во предворието на домот Господов среде тебе, Ерусалиме. Еве ги и другите нешта, делата, жртвите, заветите. Меѓутоа тоа не беше споменато на прво место. На прво место беше спомената чашата на спасението. На прво место беше споменато не тоа што ние можеме да му го дадеме на Господа, иако тој се радува и на такво нешто, туку што ние можеме да примиме и дали ние го примаме тоа што доаѓа од Господа. Не само неговата заповед, дали го примаме неговиот дар, неговото спасение. Спасението, според Новиот Завет, е што? Дар. Значи, кога некој го прашува Исуса, што да направам за да добијам живот вечен? Очекува да им се каже да направат нешто. Така. Исус ги упатува на послушноста. Како стои во законот, како читаш. Ги упатува на Господовите заповеди, нели? Не на нешто што треба да направат, освен да бидат послушни на Господовото Слово. Па сепак, луѓето знаеле дека има нешто повеќе во сето тоа. И богатиот младич, и оние другите што му ги поставувале тие прашања. И мнозина денес се свесни дека целиот нивен досегашен верски живот како да не е доволен за спасение. Вие денес сигурни сте во вашето спасение? Се сеќавам еднаш еден брат направи анкета, имаше проповед и направи анкета сите верници да кажат што беа присутни таа сабота, дали се сигурни во нивното спасение. Повеќето дадоа негативни одговори. Како? Добре, не сакав да го спомена. Зошто е тоа така? Зошто сме како евреите? Сме или не сме сигурни во нашето спасение? Евреите кога му поставуваа на Исуса вакви прашања, што да направам за да добием живот вечен, покажуваа дека тие биле заинтересирани за спасението. За нив тоа не било нешто сеедно. Биле заинтересирани за живот вечен. Иако биле, според нивниот дотогашен живот, биле добри евреи. Биле синови на законот. Ги исполнувале сите верски должности за кои што биле свесни. Кои што биле пропишани во нивната религија. Или да употребиме наш речник, секоја сабота доаѓале во црква. Биле верни во десеток и дарови. Учествувале во богослуженија. Се молеле. Знаеле да отидат понекогаш и на мисионство. Сведочеле. Но свесни се дека како да сето ова не е доволно. Всушност, луѓето се свесни дека со своите дела не може да добијат спасение, какви год и да биле тие. Луѓето се свесни дека не може да го подкупат Господа. Длабоко во душата се свесни дека е тоа така. И кога се доволно искрени пред себе си, а и пред Господа, сакаат да знаат, па добро, што тогаш? Што е потребно за спасение? Да, Исус ги упатува на послушност. Точно. Што ќе рече апостол Павле за спасението? Почнуваме со новозаветните теми и со нив ќе се занимаваме и следните 4 саботи.
Ефесијаните 2 глава. Што ќе рече апостол Павле за спасението? Да отвориме таму. Имаме уште 10 минути за денес. Ефесијаните, послание на апостол Павле до Ефесијаните, 2 глава. Се сеќавате, значи, 8 стих, па натаму 9 и 10 ја сочинуваат таа најпозната нишка, така да речем, на спасението. Зашто по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас, туку е дар Божи. Значи, апостол Павле вели, спасението е Божи дар. Дали го разбираме ова? Спасението е дар. Што е проблемот? Ако спасението е дар, што треба да се направи за да се има спасението? Што треба да правите кога некој ви дава дар? Ако го сакате дарот. Се разбира. Може некои дарови да одбивате, да. Меѓутоа, ако го сакате дарот и некој ви го дава тој дар, што треба да направите? За да го имате. Да го земете. Да го примите дарот. Ке ја земам чашата на спасението. Дали е тоа тешко да се направи? Што мислите, дали е тешко да се прими Господовиот дар? И тоа не е само еднаш, туку постојано да ги примаме Господовите дарови. Секојаш кога ни се даваат. Дали е тоа тешко? Ако е тешко, зашто мнозина луѓе бегаат од Света вечер? Ме радува што вака реагирате. Значи, интересна е темата. Спасението е дар Божји, не е од дела, за да не се пофали некој. Зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив. Значи, добрите дела доаѓаат дури после. Прво, треба да бидеме спасени, за да правиме добри дела. Ако не сме спасени, ако живееме во греф, ако живееме без Христа, може да не правиме некој греф, нешто посебно. Меѓутоа, еден празен живот, каде што чувствуваме, свесни сме дека Светиот Дух многу не е присутен во нас. Или, може би, станот, да се вратиме на таа парабола со демоните, станот ни е уреден, изметен, очистен од некогашното присуство на Божијата благодат, но сега е празен. Па постои опасност 7 полоши демони да влезат во него и да станеме полоши од времето пред да се обратиме, пред да поверуваме. Прво, треба да бидеме спасени за да воопшто бидеме оспособени да правиме добри дела. За да воопшто бидеме оспособени да живееме за Бога, да живееме за Христа. Значи, треба да го прифатиме дарот што ни го дал Господ, а тоа е Неговата благодат. Затоа и се вели благодат. Нешто што Господ го дава, а што е благо. Што е благослов. Што е добро. Животот представува Божи дар. Ниту еден од нас не бил прашан дали сака да се роди и да има живот. Токму затоа што не сме биле прашувани, затоа тој дар сите го прифативме. Автоматски го прифаќаме тој дар. Не зависи од нас дали ќе го имаме. Затоа најголем греф прават оние што ги убиваат неродените бебиња и не им даваат тие да го
живеат дарот кој што Господ им го дал. Меѓутоа, дали е само тоа доволно, што сме се родиле и што признаваме дека овој живот што го живееме е Божи дар? И тоа се однесува сите луѓе во светот, биле верници или неверници. Сите овој живот што го живеат му го должат на Исуса Христа. Верувале во тоа или не, им се допаѓало тоа или не, тоа е објективен факт. Меѓутоа, дали е тоа само по себе доволно за вечен живот? Се разбира, не. Кога би било, тогаш сите би биле спасени. Без исклучок. Што е проблемот? Проблемот е што сите не го примаат целосно Божиот дар. Значи, Божиот дар, апостол Павле што вели? Во Римјаните 8 глава се сеќавате? Што ќе не одвои од љубовта Божија? Еве тие стихови што братот Бодоњи ги нагласуваше пред 2 саботи. Што ќе не одвои од љубовта Божија? Во истата глава зборува, ако тој не го поштедил ни својот син, туку го дал за нас, тогаш како преку него да не ни подари се? Според Павле, во Исуса Христа, Господ на човештвото, на грешното, паднато човештво, му подарил се. Што е тоа се? Господ на целото човештво му подарил вечен живот. Што е проблемот? Како што преку еден дојде смртта, Римјаните 5 глава, така преку еден, значи непослушноста на еден дојде смртта и осудувањето за сите луѓе. Во Адама е осуден целиот човечки род. И да не беше благодатта, уште Адам ќе беше погубен, а со него сите ние. Немаше никој од нас да се роди. Никој од нас немаше да има шанса за живот. А преку послушноста на еден, оправданието за живот дојде на сите луѓе. Тоа го кажува апостол Павле. И тоа е мислата која што беше нагласена во Минеаполис и која што се уште мнозини имаат проблем во адвентизмот да ја прифатат. Господ му подарил вечен живот на целото човештво. Зошто сите нема да бидат спасени? Зато што сите не го прифаќаат тој дар целосно. Тоа е тоа. Кога Господ ви дава чаша наполнета до било каде, веројатно до горе, што значи да го прифатиме Господовиот дар? Што значи? Да се напиеме една, две, три голки и да ја вратиме чашата. Но така се однесуваме повеќето од нас. Господ сака да ја примиме чашата и да ја испиеме колку многу. До дното, да ја испиеме цела. Господ во Исуса Христа ни дал се, не само овој живот, и било какви благослови, и оно што луѓето го нарекуваат среќа, и бидејќи не знаат дека е тоа благослов, и дека тоа не се случајни работи. Меѓутоа, Господ во Исуса Христа ни дал се, и што сака? Тоа што ни го дал, да го примиме целосно. Целиот дар да го примиме. Целиот Христос да го примиме. Не само овој живот, туку вечниот живот. Сака да примиме се што тој ни дава. Колку од сето тоа ние примаме? Дали примаме се? Тоа е прашањето што денес он ни го поставува, не јас. Јас сум исто како и вие ученик за оваа тема. Дали примаме се што Господ еве денес ни дава? Дали го примаме целиот саботен благослов што денес ни го наменил? Или заради некои наши внатрешни проблеми, неподготвеност, неразчистеност со грев,
со меѓусебни односи, со било што, не сме спремни денес така да се радуваме и така да живееме како што тој сака, значи да го примиме целиот негов благослов за денес. Да ја испиеме чашата што денес ни ја дава до крај. Следната сабота ќе продолжиме со Витезда, ќе го повториме тој убав пример. Ја само да го поставам уште еднаш прашањето и ќе се подсетите, бидејќи порано сме зборували на таа тема, поточно тогаш кога црквата во Врање првпат не посети. Тоа беше 19. февруари 2011 година. Памтам зашто беше роден ден за тоа. Прашањето беше вака. Кога Господ му дал сила на фатениот да прооди? Не се брзај сега. Прашањето ќе го одговорите следната сабота. Тогаш кога Господ му заповедал, стани, земја носилката и оди, или тогаш кога поверувал, кога фатениот поверувал. Значи, прашањето е кога Господ му ја дал силата да прооди. Внимавајте што прашувам. Продолжуваме следната сабота, следниот месец. Господ нека биде со вас. Амин.